По повеќе од 2,5 децении плурализам кој го карактеризираше главно црна-бела политичка комбинација пред овие локални избори, поедини граѓани и групи се охрабруваат и се впуштаат во изборната трка за градоначалници и за советници. За сега во Кочани е поднесена само една независна листа за советници, предводена од кочанчанец кој сигурно ќе има одредено влијание врз изборот на граѓаните. Покрај него на листата се поместени уште 18 кандидати, од кои околу 40% се припаднички на понижниот пол. Уште поинтересно ќе биде во општина Зрновци, каде засега е пријавена една листа за градоначалници и за советници. Бидејќи ВМРО, ДПМН и СДСМ во оваа мала општина се уште немаат утврдено своји кандидати. Засега се знае дека во трката за градоначалник ќе учествува независниот кандидат Методи Николов, инаку вработен во единицата за локална самоуправа. Советничката листа ја предводи актуелен член на Советот од редовите на ВМРО ДПМН, што би требало да значи дека во прашање е своевидна внетрепартиска фракција, која со своји амбиции влегува во изборната трка. Појавата на независни листи за градоначалници и за советници политички аналитичари толкуваат како збогатување на понудата односно изборот на граѓаните, иако многумина коментираат дека мотивите најчесто се од финансиска природа, а не од аспект на нови развојни стратегии и програми. Од друга страна, нивниот влез во изборната трка може да предонесе за поголема неизвестност околу исходот и да доведе до втор круг на гласање.